Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Dojdete sa nas! Dojdete sa nas! Dojdete sa nas! И уште еднаш сега ќе ги повториме нашите барања. Итно повлекување на одлуката за аболиција на сите оние против кои се води истрага и против кои е покренато обвинение од страна на специјалното јавно обвинителство. Итна и неотповиклива оставка на Ѓорѓе Иванов од функцијата претседател на Република Македонија. Произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Формирање на специјално одделение на Кривичниот суд кој ќе биде надлежно за случаите под юрисдикција на СЈО. Итно подлекување на одлуката за одржување на парламентарни избори на 5 јуни. Задолжително вклучување и присуство на независни представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Процесот на решавање на кризата да се одвива на територијата на Република Македонија. Формирање на преодна влада која покрај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на Приве. Во исполнувањето на нашите барања, нашата политичка борба останува на улиците. Нема правда, нема мир! Кога им држат морални лекции на полицијата за тоа како треба да се однесуваат, за тоа кога треба да прават, но се надевам дека денеска покрај полицијата ќе слушате сите овие овдека за тоа што е чест, што е морал и што е достоинство. Ме сатанизуваа и добив закани од сите страни, но откажување нема, поради тоа што тука сме за нивна оставка! 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 Ме прашуваат луѓе зошто протестирам. Ме напаѓаат дека сум СДС-овец, Сорос, хулиган, платеник, а јас на тоа прашувам, дали треба да си платеник ако се бориш за слобода? Морал, чест и достоинство немаат цена. Чисто образ и достоинство немаат цена. За сите оние кои што седат овдека и се смеат на нашето излагање овдека, имаме само да им посакаме оставка! 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 А сега, за да не спарам
напамет. Пријателе, робија, не оставка, робија. Каква оставка? Да ви кажам некои од сумите кои што се потрошени за овој проект Скопје смешно 2014. Поради тоа што они зборуваат напамет, јас сега да зборувам. Најавени се 80 милиони евра потрошени за Скопје, но знаете колку потрошија? Нешто околу 560 милиони евра. Најавија 40 споменици, а тие направија над 130. Фасадата на владата чини 15 милиони евра. Не напаѓа зошто ја предисуваме триумфалната порта, а они не се свесни дека потрошија 4,4 милиони евра за неа. Споменикот Александар Македонски чини 7,5 милиони евра. Поради сите овие суми, ние немаме леп, немаме пари, протестираме овдека и кога те напрашат зошто протестираме, ние имаме едно да им кажеме: за слобода! Од секогаш се прашувам зошто председателот Иванов никогаш не излегува јавно и никогаш не зборува. Но после овие неколку негови гафови свати дека најпаметно е за него никогаш да не излезе повеќе и за секогаш да молчи. На Никола Груевски Сашо Мијалков Гордана Ендуновска и на сите оние останати кои што си играат со нашите животи, имаме само да им кажеме: мафија на робија! Одека не делиме сендвичи, не делиме пијалоци, туку делиме мир, слобода, достоинство и чест. Јас морам пак да напоменам, поради тоа што одека држав предавање на полицијата и ме нападнаа зошто држав предавање на погрешна адреса, јас повторно ќе се повторам и сега ќе објаснам што е мир, што е слобода и што е достоинство. Поради тоа што преди нечија интелигенција мора неколку пат да се повтори. Мир, слобода и достоинство немаат цена. Овдека е направена поларизација на две страни. Добро и зло. Сите ние овдека гледаме за генерално добро на цел народ, а оние овдека гледаат за генерално добро на 30 луѓе кои што си играат со нас. Се оградувам дека еднаш напоменав од сите коментари дека сум Сорос, СДС, платени, хулиган. Пак прашувам, дали треба да добиеш некаков епитет ако се бориш за слобода? Додека оваа држава не застане на прави нозе и додека не стигнат вистински луѓе на власт, ние не се откажуваме, поради тоа што ни се смее цело соседство, ни се смеат сите држави за тоа што се случува тука со нас. И го направија Скопје одвратно. Ни се смее народот, ни се смеат соседите, ни се смеат сите, поради тоа што направија проект во кој филтрираа пари, кои што, знаете кои ги дава? Ние и само ние. Затоа ќе им посакаме едно: оставка!
Ребека, хайде!